Да споделам задоволството што јас заедно со потпредседателот на владата Ангјушев и министерот за транспорт и врски сме овде во Прилеп, во Пелагонискиот регион, во присуство на градоначалникот на Прилеп, градоначалничката на Битола, дел од претениците од овој регион. Имавме многу квалитетна средба со деловните луѓе, со бизнисмените од Стопанската комора на Пелагонискиот регион. Прво да се заблагодарам за гостопримството, за плодната дебата која што имавме. Ова е регионот кој што партиципира со 12% во бруто домашниот производ на државата. Тоа значи многу значаен регион за Република Северна Македонија. Во такви околности, како што рече претседателката на комората, отворивме неколку важни теми. Разговаравме за патните правци околу целиот регион и министерот за транспорт и врски ги даде сите детални образложенија за патот градско Дреново Прилеп, но и за комплетното подготвување на документацијата за Прилеп Битола, што се значајни големи проекти за развој на севкупниот овој регион. Разговаравме за идејното решение кое што постои преку Бабуна, Велес, Прилеп, за да се пробиеме до границата Меđитлија, но и разговаравме за документацијата и подготовката на сите проекти кои што веќе почнуваат за до Битола, обиколницата околу Битола, се до граничниот премин Меđитлија. Таксативно се наведоа сите патни правци во целиот регион кои што работат од делот на регионален или магистрален карактер, но беше најавена и програмата од 70 милиони евра за локалните патишта за Македонија без кал проектот. Истовремено зборувавме за она што е многу значајно за деловните луѓе, зборуваше и претседателката на комората, на регионалната комора овде, а тоа е недостатокот на квалификувана работна сила. Бројките се непрекосновени во државата, иако процентот е 19,4%, структурата на невработените луѓе е основно или помалку од основно, некаде околу 50% од активните баратели на работа, мал е бројот околу 26% со средно образование и мал е бројот и со високо образование. Тоа го крева алармот во државата дека мораме брзо да ја квалификуваме нашата работна сила, за да можеме економскиот развој да тече во државата, но уште поважно младите луѓе да наоѓаат работа или генерално невработените луѓе да најдат работа. Зборувавме за двата модалитети или траки на дуалното образование. Бизнис секторот ќе ни треба овде како држава заедно да правиме практична едукација, тренинг на невработените луѓе и тоа е на првата трака подржано преку 20 милиони евра или милиарда и 100 милиони денари директно од Агенцијата за поддршка на вработувањата, каде што бизнисмените може да ги искористат како средства. И вториот дел е преку образовниот процес, каде што децата, буквално согласно новите програми, уште од прва година би требало во стручните средни училишта да тргнат и дел од времето во едукацијата да биде практична едукација, па во втората, во третата и четвртата година во средното образование, односно да се прилагодиме како општество, како земја на новите потреби кои што постојат во нашата земја. Зборувавме за казните. Казните веќе законот за прекршици е донесен, не е објавен и потпишан од претседателот на државата, но самиот закон навистина драстично ги намалува сите казни. Ако досега казните беа максималните 5000 евра при инспекција, сега се од 50 евра до 2000 евра. Значи повеќе од 60% се намалени и тие се рамноправни, односно фер и праведни. Тоа значи дека помала компанија плаќа помалку, средната средно, поголемата повеќе, каде што плаќањето зависи од вкупниот број на вработени, од големината на компанијата, интензитетот на правењето на казните, односно на прекршоците кои што ги прави самата компанија и најважното од се што е, пред првата казна постои опомената. Со новиот закон, каде што прво се опоменуваат за отклонување на одредени слабости самите компании, а дури после, ако се повтарат самите прекршоци, тогаш доаѓаат и казните. Но мал да зборувавме за казнувањето. Државата не планира да го полни буџетот од казни. Државата планира да го полни буџетот од зголемен обем на производство и на производи и на услуги во нашата земја, насекаде по регионите. И верувам дека ваквите плодни соработки кои што овде беа денеска номинирани, времето кое што не чека нашата земја е поприлично надежно. Нашата земја е земја без проблеми на меѓународен план, пријател со сите своји соседи, со сериозни интеграцијски перспективи. Очекуваме до крајот на годината или најдоцна почетокот на 2020 членство во НАТО. Очекуваме јуни почеток на преговори, отварање на поглавја, но и отварање на кохезионите, компензационите фондови, кои што и така се многу значајни за развојот на стопанството. Перспективите се огромни во државата.
Заедничка задача на сите е да зголемиме продуктивноста и конкурентноста на нашето домашно стопанство, ако сакаме да донесеме економски живот за сите граѓани и да не останат младите тука, но поприлично и бизнисмените да бидат доволно мотивирани да инвестираат овде, во нашата земја, Република Северна Македонија. Добар ден до сите представници на медиумите. Денеска се одржа вториот дел од работната средба на регионалните комори на Прилеп и Битола. Имено, Пелагонискиот регион, канцеларите на Стопанската комора на двата градови се споја заедно и на 15.2. Имаа заедничка работна средба на која што ги донесоа главните заклучоци на кои што треба да се работи во нареден временски период и со и надминување на истите и конкретни решенија да се направат подобри услови за работа на сите правни субјекти во овој Пелагониски регион, се со цел за нивното партиципирање во бруто домашниот производ да биде поголем и да се развојно ориентирани. Фактите се на страна на Пелагонискиот регион, 11% од додатната вредност на овие правни субјекти учествуваат во градењето на бруто домашниот производ во нашата држава. Денеска се работеше на тие заклучоци и се донесе конкретни мерки. Она што беше најбитна според мене е последниот заклучок во однос на можностите на надминување на едно од најгорките прашања, а тоа е недостаток на оперативна и квалификувана работна сила. Во однос на квалификуваната работна сила веќе имаме конкретни работни задачи на кои што можеме да поработиме сите компании заедно со владините мерки, каде што имаме и поддршка од 20 милиони евра неискористени средства за тренирање на потенцијална работна сила, а во однос на оперативната работна сила разговаравме за можноста на увоз на работна сила од други земји и можност за издавање и поедноставување на постапката за престој и издавање на работни визи на истите. Денес имавме чест во нашиот град, во нашата општина, да присуствуваат највисоките личности од политиката во државата, премиерот Зоран Заев, вице-премиерот Кочон Ѓушев и министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски, кои што направија чест за денес во Прилеп да разговараме со стопанствениците и бизнисмените од Пелагонискиот регион, каде се постигна високо чувство на договор. Јас видов овде, затоа што задоволството беше обострано. Она што го ветија представниците на владата на Република Северна Македонија за сите оние проекти што се за инфраструктура во нашиот Пелагонски регион ќе бидат направени во наредните неколку години, а за мене посебно е драго што после овие изјави ќе одиме на местото на магистралниот гасовод каде што поминува од Неготино преку Калареvac и Прилеп према Битола, каде што ќе видиме на тој потек како се изведуваат градежните работи. И тоа за мене е посебно важно, затоа што во тек е нашата постапка за воведување на секундарната гасификациона мрежа во нашиот град. Имено да кажем дека општина Прилеп направи јавно предпријатие Енерго Прилеп, каде што ќе се занимава со реализација на проектот и изведувањето на секундарната мрежа за гасификација во нашиот град. И тоа сите знаеме кои се придобивките на оваа гасификација. Сите стопански субјекти ќе имаат поевтин енергенс и секако ќе имаат подобра можност за конкуренција во нашиот и странскиот пазар. Исто така граѓаните ќе имаат придобивки, ќе имаме гасификација, поевтина можност за затоплување на домовите и се друго, сите потреби во домаќинствата, што најбитно од сето тоа ќе биде и помало загадувањето на амбиенталниот воздух и се во смисла за подобра животна средина во нашиот град. Мислам дека се тоа ќе допринеси за нашите граѓани да бидат посреќни и позадоволни, затоа што економијата кога е добра и граѓаните сигурно ќе добиваат повеќе.